Огромниот успех за Македонија на меѓународен план во 2017 година на мотосцената го донесаа токму дел од членовите на мотоклубот Ендуро Тим Водно. Токму ова е главната тема за оваа емисија, но прашањето е дали овој успех ќе продолжи во 2018 година. Ова ќе го откриеме преку разговорот со моите вечерашни гости, Христијан Бузалковски, Христија Станковик, членови на мотоклубот Ендуро Тим, а со нив се разбира и председателот на клубот Владимир Димов. Добро вечер и добро дојдовте во ова издание на емисијата Успешни. Добро вечер. Мене ми е особено драго што прифативте нашата покана да бидете дел од нашата емисија. Го ја кажав темата, поточно главната тема на која ќе разговараме вечерва. Разговорот ќе го започнам со тебе, Христијан. Оваа година важи за една од подобрите за тебе. Што ќе издвоиш од оваа година што е особено значајно за тебе? Па вака, пред се, оваа година ја започнавме на многу попрофесионален начин и план за разлика од претходните. Од оваа година сум член на клубот Ендуро Тим Водно и морам да признам дека ова е сезона за мене и за мојот клуб прва и е една од најуспешните сезони досега за мене во оваа 3-годишна кариера во брзинскиот мотоциклизам. Така да морам да признам дека се појавивме во најдобро светло за сега и сега ќе се надевам дека ќе продолжиме да се појавуваме во такво светло и во наредните наши сезони. Војно морам да признам дека од 12 трки кои што се одржаа оваа година, јас и мојот клуб Ендуро Тим Водно успеавме 11 пати да бидеме на подиумот и при тоа да го ствариме 2 први места и 3 пол позиции, што за прва сезона за мене и за мојот клуб, мислам дека е повеќе од одлична. Така. Каква е моменталната атмосфера во вашиот тим, во клубот? Па, какво е расположението на членовите? Како што кажав на почетокот, значи влегувам во клуб каде што преовладува позитивна енергија и желба и мотив за што е можно поголем успех. Така таква атмосфера и до ден денес и секако таа атмосфера е на еден начин подобра и поуспешна како одминува времето, така членовите во клубот се желни за поголем успех, за повеќе мотив, за повеќе победи, такви работи. Така. Сега нарете и Христијан, кој што ни доаѓа од Битола, се приклучува во овој мотоклуб. Како те прифатија, какво беше расположението на останатите членови кога се појавити? Па, членовите, мислам, јас како клуб, самостоен клуб ние имавме. Јас и мој татко само се баравме помош, мислам, гледаја и сите дека во Битола, така? Во Битола. Така. Бараја помош и Ендуро Тим Водно ми понуди помош за следната сезона, односно 2018 сезона, да пробаме на најпрофесионален начин да можеме да стигнеме до највисокото ниво на подиумот. Така, кога започна да возиш? Како започна целата приказна со моторот? Па јас бев љубител на мотори уште од на мали нозе. Мојот татко се занимаваше како хоби му беше моторот. И мојот прв мотор што го добив беше на 11 годишна возраст, Кавасаки. И од тогаш се потрудивме да биде малце на по-професионален начин, па еве сега до голем успех. Мораме да им откриеме на гледачите дека возиш со бројот 151. Зошто ти е избран тој број? 151 број. Што ти значи? Нема некое вистинско големо значење. Бев и сум фан на амерички возач, со тој што го вози со тој број, па како љубител на тој шофер, продолжив да го возам јас тој. Така. Председателе, вие што ќе кажете за овие двајца прекрасни професионални возачи на мотори? Да им кажеме пред се на гледачите која е разликата помеѓу Христијан и Христијан, освен презимето. Така, значи, ајде да почнам поред. Ендуро Тим Водно е релативно нов клуб, основан е јануар 2017 официјално. Така. Значи уште малку ќе ни биде прв роден ден. Во првата наша сезона настапивме со двајца професионални возачи, Христијан Бузалковски и Игор Спиров. Двајцата има одличен резултат, односно Христијан во неговата класа на крај на сезона беше втор на европското првенство, Игор Спиров во F1000 класата исто беше втор, така да клубот имаше историски резултат.
Пред непол месец дена склучивме и нов договор со Христијан Станковиќ. Значи, ајде, он е релативно млад, има 17 години, меѓутоа докажан возач, има пет пати поред е шампион во Македонија во мотокрос. Разликата помеѓу нив двајца се две различни класи. Он вози брзински мотоциклизам, он вози мотокрос. Така, гледачите можат и да Да. забележат на самите екрани моторите кои што ни се во студио се сосема различни. Така. Значи скроз различни категории возат. Доброто е во тоа што се двајцата едни од најмладите возачи во Македонија и мислам дека светла иднина е пред нив со наша помош. Така. Најтрофејна ова 2017 година е најтрофејна за вас. Какво е чувството? Искрено да ви кажам, Вие чувството како водич на тимот. Чувството е прекрасно, зашто, како што реков, релативно нов клуб, основан од љубители на овој спорт. Никогаш не сме мислеле сериозно дека ќе имаме клуб, обично сме биле друштво што заедно сме возеле. Така да чувството е прекрасно и тоа ни е мотив за во следната 2018 да настапиме уште, ајде, да речам, поагресивно. Така. Да. Ке ни ја откриете ли која е всушност тајната за успехот на клубот, но и успехот на Христијан Бузалковски? Значи, тајната, клубот нема некоја тајна. Моje мислење е дека сите членови имаат огромна желба за успех и самото тоа, со самото тоа го имаме овој резултат. Инаку возачите ќе кажат сами, успехот е секојдневни тренинзи, значи буквално не застануваат, нема сезона, не сезона, значи се тренира секојдневно. Така И да, на овие временски услови, кога да, е стварно да, студено. Да, нарочито во категоријата кои возачите мотокрос, они за нив нема зимо, Нема лето, зимо, да. да. Така да се тренира цело време. Така, кога сме веќе кај тренизите, Христијан, ќе те прашам, тебе како изгледа еден твој тренинг? Како течат часовите? Колку часа трае тренингот? Каде возиш? Значи, сите оние детали кои што верувам дека нашите гледачи сакаат да знаат. Па да, у принцип имаме два типа на тренинг, бидејќи во нашата држава нема професионално, односно нема никаква стаза за брзински мотоциклизам. Ние мораме, јас и мојот тим, го ставаме моторот на приколки, одиме на стаза најблиску, а најблиску ни е стазата во Серес во Грција. И Така, таму тренираме значи со таму имаме одите. тренинзи стрикно со мотоциклот, а додека во нашата земја имаме секојдневни тренинзи од типот на возење велосипед, трчање, мотокрос, бидејќи нашата земја има премногу места каде што може да се направи и има професионални стази и импровизирани стази за мотокрос, така да секојдневно тренираме напорно, бидејќи желни сме за што е можно поголем успех. Така. Христијан, тебе ќе те прашам, напорно ли ти? Мотокросот Дали се смета. на истиот начин го правите тренингот, иако сте две различни класи, дали изгледа твојот тренинг сличен како на Христијан или нешто поразлично? Па во принцип се зема исто, многу мотокросот дека се смета како за еден најтежок спорт на светот, за еден од најтешките. Физички тренинг треба многу, значи јас тренирам 6 пати до 7 пати неделно, и наутро и вечер. И со мотор се трудам што повеќе, бидејќи фактички физичкиот тренинг ти поможува малце да имаш повеќе сила да го возиш моторот и да го контролираш. Така, верувам дека гледачите не го знаат тоа и јас не сум знаела до пред некое време, дека уствари има некои граници за килажа на мотовозачите, посебен начин исхрана, треба ли да се внимава на сето тоа? Колку треба да обрнат внимание сите оние кои што можеби сакаат да започнат со овој спорт? Па со самите Еден напорни совет од вас. Па со самите напорни тренинзи телото се Трошите енергија, се разбира. сака потребните суплементи да си ги внесваш, прав, како се вика, видот на исхраната да биде секако што треба, за да можеш да го искористиш максимумот од своето тело.
Така. Христијан, тебе ќе те прашам за сезона 2018 година. Ти и твојот тим ќе запишете историја во брзинскиот мотоциклизам, односно ќе настапите на 2 класи. Ајде малце за ова да поразговараме, да ни кажеш нешто повеќе. Да, значи во следната сезона, односно сезоната во 2018 година. На прагот ние веќе. Точно. Така, јас и мојот клуб Ендуро Тим Водно ќе запишеме еден вид историја во брзинскиот мотоциклизам, бидејќи ќе бидеме првиот тим кој што со еден воzač ќе се надпреварува во 2 класи. Тоа досега се нема случајно да некој моторциклист од нашата држава во брзинскиот мотоциклизам да го направи тоа, така да ние ќе бидеме првите кои што ќе се потрудиме да оствариме максимален успех во 2 класи. Ќе биде многу напорно, бидејќи како што може да се види ова е новиот моторцикл од 600 кубни сантиметри, кој што се уште го немам пробано. За разлика... Се уште го немаш пробано? Да, точно, бидејќи повторно ќе кажам во нашата држава нема патеки, нема каде да го пробаме, а и веќе времето заладува и не ни дозволува да успееме да го пробаме новиот моторцикл. Така да се надевам дека во февруари месец, веќе кога ќе биде потопло, ќе можеме да оствариме неколку тренинзи пред почетокот на сезоната и ќе се потрудиме да ги оствариме највисоките резултати, како што кажав. Одлично. Пред да започнеме со емисијата, пред емисијата ми кажавте дека на 6 јануари ќе има некој настан во Скопје. Открите ни, еве, ќе му го дадам тоа задоволство на вашиот председател да ни ги каже сите детали околу овој настан, што ќе се случува на 6 јануари во Скопје заедно со сите членови на вашиот тим. Така, значи, еве, веќе неколку недели го планираме тој настан. Тој ќе биде наречен Бадникова трка. Точно. Тоа ќе ни значи отварање на сезоната на мотокрос возачите. 6 јануар ќе се одржи, тој настан ќе се одржи во близина на Скопје на импровизирана стаза, Зајчев се вика таа стаза, добро позната на скопјаните. Така да планираме тоа да биде традиционално отварање на сезоната, каде што ќе бидеме сите клубски колеги собрани таму и ќе се бира кум за секоја наредна година. Така, за прв пат ќе се случува ова во Скопје Да, или? да, прв пат. Да, обично скопските моторџи имаат, ајде да речам, една традиција на 1 јануар се собираат на плоштадот во Скопје. Така. И тоа е еден вид на отварање на сезоната, меѓутоа за овие мотокрос возачите неаме некој таков ден и затоа го одредивме 6 јануар, Бадник, па се надевам дека ќе прерасне во традиција. Така. Ви постакувам успешна реализација на истиот настан. Она што друго би ве прашала, Ендуро Тим Водно функционира на доста професионален начин. Дали колку е тешко да се најдат и возат таленти во вашиот клуб? Така, значи тешко, не можам да кажам колку е тешко, искрено нас ни Сепак тука се битни, морам да ве прекинам и финансиските, значи Так. финансиите се многу битни за овој спорт, бидејќи знаеме сите дека е навистина еден од најскапите спортови кој што е во ова време. Така, значи, можам да кажам и еден од најголемите проблеми е тој, финансиите, не само во нашиот клуб, него во сите клубови во Македонија. Значи, многу тешко наоѓаме спонзори да ни помогнат, а реално трките се прескапи, значи, ајде да не кажувам суми без врска, меѓутоа една сезона со помалку од 15 до 20.000 евра не можеме да извозиме. Да ви кажам само една споредба, која нашиве соседни држави, например Република Бугарија, самата држава ги финансира клубовите и возачите. Значи можете да замислите колкав е тој фонд што е потребен за да имате добар клуб и добри возачи. Меѓутоа, тоа ќе го занемариме, битно е, желбата е огромна. Има млади возачи, проблемот е што Кико кој што напомена, немаме професионална стаза во Македонија за да можеме да наоѓаме млади таленти. Се надевам дека тоа наскоро ќе се реализира, еве, уште една иницијатива, сите гледачи кои што не гледаат. Так. Барем нешто да се поттикне за да се направи нешто И такво. можда е сега момент и да спомнам дека исто сме во план да направиме од негде од наредна година, од март месец, као некоја младинска школа, каде што нашите професионални возачи би го пренеле, да речем, нивното знаење на некои помлади деца што нели може да продолжат да се занимаваат со овој спорт понатака. Така.
Имате ли соработка со останатите клубови, мотоклубови, како во Скопје, така и низ целава земја? Верувам дека на меѓународно ниво соработувате со повеќе клубови, бидејќи учествувате на тамошни трки, ете двајцата ќе ве прашам потоа каде се имате учествувано, какви се успеси имате постигнато. Каква ви е соработката со клубовите тука во Македонија? Да, па во глобала со сите клубови ни е одлична соработката. Значи првенствено ние сме другари со сите возачи од другите клубови, па после се гледаме кој од кој клуб е. Така да не знам, возиме заедно, кога идеме надвор од Македонија на трки, има и од други клубови возачи што доаѓаат, така да имаме прекрасна соработка. Одлично. Ете го спомнав и претходно прашањето, каде се имате учествувано, на какви се трки имаш ти, Христијан, учествувано, потоа ќе го прашам и другиот Христијан Станковик. Па, вака, значи, мојата тркачка кариера започнува во 2014 година, каде што за прв пат се појавуваме на Сакамото купот во нашата држава. Тој се одржи таа година и повеќе се нема одржано таков куп. И го тогаш почнуваме да се надпреваруваме на интернационални шампионати, како што се источноевропскиот и веќе од оваа година БМУ европскиот шампионат. Така да до сега имаме извозено преку 30 трки на интернационално ниво и сме задоволни од резултатот. Така, имаш ли некоја посебна случка која што би ни ја издвоил, да ја споделиш со мене и со гледачите, нешто интересно што ти си има случајно? Па, можам да издвоам во 2015 година на трката во Романија. Тргаме ние од дома. Не пресметавме точно какво ќе биде времето, дали ќе врне, дали ќе биде сонце, бидејќи сетапот на моторот за дожд е сосема поинаков од сетапот кога времето е сончево, кога времето е топло, така да гуми за дожд немавме, имавме само една предна и принудени бевме да возиме со една напред гума за дожд, позади стандардна гума обична како за по асфалт, како кога е времето топло. Но меѓутоа тоа ние го правевме од мака, бидејќи немавме услови за друга задна гума, односно не земавме. И над врни истора ние излегуваме со таква гума и се чудат, доаѓаат срби, доаѓаат бугари, вика, зашто вика малиот вози таква гума, вика, сите у бок, сите менјаат гума. И сите покрај мене прават промена на гумата, не знаејќи ја мојата моментална состојба. Одлично. Христијан, ти каде се имаш надпреварувано во твојата бранша, еве да кажам во мотокрос трките, каде се имаш возено и нешто што би издвоил интересно да ни споделиш? Па за разлика од Христијан Бузалковски, јас почнав да се... Мислам дека имаме доволно стази за мотокрос во Македонија. Има доволно стази за мотокрос за тренинг. Сепак не е на одмет уште некоја плюс да има. Да, стално, се што е повеќе никогаш не возијам, што кажува. Почнав да се надпреварувам во 2012 година, а веќе од 2013 година, фактички од 2012 година ми беше како хоби, само нешто да тренирам. Сите така верувам дека започнуваат. Да, 90 после така започнале. Во 2013 ја сфатив работата сериозно, почнав да се надпреварувам како нормалните, како по-искусните, како по-високо, како да кажам, рангираните возачи, почнав да се надпреварувам по-професионално. И имам возено во Романија, Турција, Бугарија, Грција, нормално во Македонија. Што ќе ни издвоиш од сите овие земји? Па, нешто најмногу впечаток што ти е ставил? Верувам дека има. Има, за мене најмногу што сум задоволен е златната кацига што ја освоив на моите 14 годишна возраст, не за жал не е тука. Добра. На 14 години освоив златна кацига и јас сум најмладиот шофер во историјата на мотокросот во Македонија што има со само 14 години освоено златна кацига. Одлично. Оно што сакам да кажам за тебе дека овој мотор ти веќе го продаваш, ти е на продажба, така? Да. Овој мотор веќе се продава, бидејќи на пат е другиот мотор. Сите заинтересирани гледачи ќе можат да го возат доколку сакаат да го купат, да го возат овој убав мотор. Што следно сакаш да купиш? Па тоа нема да го откријам, тоа го спремаме јас и мојот тим, нов тим Ендуро тим водно. Се надевам после нова година ќе не се надевам, туку
после нова година ќе го прикажам на сите фанови што се исто така. Председателе, поточно господине Димов, би сакала да ве прашам, кои се вашите очекувања од овој ваш нов член, кој што е скоро дојден во вашиот тим? Дали очекувањата се големи? Па со самото тоа до сега какви резултати има Кико, така да сигурен сум дека нема да биде послабо од тоа. Со заеднички сили ќе пробаме да набавиме нов мотор и се надевам во 2018 ќе го имаме и првиот шампион на европски шампион што ќе биде од Македонија. Така. да. Како изгледа, спомнавте да го направиме моторот? Дали нешто кога се собирате, кога имате собери заедно со целиот тим, кои се оние најчести разговори кои што ги правите? Верувам дека се само за моторите, но конкретно што разговарате? Да, за моторите, најчесто за моторите се разговара. Па не знам да ви кажам, кога се собираме пред некоја трка, правиме планови за како да го сетираме моторот за на таа стаза. Секоја стаза си бара различен сетинг на моторот, така да најчесто во таа насока се разговорите. Така. Да. Христијан, го забележавме името на Александар, синьорин на твојот мотоцикл. Ајде да ни откриеш што значи тоа. Точно, па верувам дека постарите моторџии кои што го виделе името на Александар Синьорин на мојот моторцикл знаат за што станува збор, но мислам дека е време да откриеме на гледачите што не знаат. На гледачите на тие што се помалку упатени во мотоспортот, значи Александар Синьорин бил мотокросист кој што се надпреварувал на ниво на Југославија и бил еден од првите мотокросисти кој што во тоа време го развивал мотоспортот, односно мотокросот во нашата држава. И мислам дека досега никој не го спомнал, гледајќи дека младата генерација нема слух, односно нема познавање за постарите мотоциклисти, односно легендите во македонскиот мотоспорт, така да оваа година решивме јас и мојот тим, Ендуро тим Водно, да има лепенка на нашиот мотоцикл во негова чест. Така. Според тебе, Христијан, ќе те прашам како успешен мотовозач, дали државните институции имаат слух за сите вас кои што се наоѓате во ваква состојба, како што кажа и вашиот председател, дека финансиите се на многу ниско ниво за разлика од останатите држави околните во регионот. Кое е твоето мислење за токму за ова? Како најдобро би привлекле спонзорите? Мораме да ги кажеме и вашите спонзори, имате вие на вашиот клуб спонзори, ќе ги каже председателот, но според тебе што е она најбитно и што најмногу би ги привлекле сите оние кои што го сакаат овој спорт да вложат во овој спорт? Па вака, значи пред да започне на сезона, повисоките членови во клубот, односно председателот и подпредседателот на клубот, свикуваат совет со нас возачите и останатите членови во клубот и се прави буџет план за следната сезона, односно кои се целите кои што треба клубот да ги достигне. И потоа, значи се прави маркетинг план како да се отствари, односно понудата на секој спонзор која што ние ќе ја приложиме, како ќе биде изреализирана во текот на целата сезона, бидејќи на спонзорот најбитно му е да биде виден, нели? Покрај тоа што треба да има и клубот и возачите одлични резултати, потребна е и гледаноста на спонзорот, бидејќи е прост пример, секој што сака да го има овој шампионски моторцикл на Кико може да го купат од него. Тој моторцикл е пример Honda или Yamaha небитно и доколку они има одлични резултати со таков мотор, секој наредно дете што ќе сака пример да биде, јас сакам да бидам шампион како Кико, ќе купам тој моторцикл, како што не знам во светот е Валентино Роси. Валентино Роси потпишува договор за Yamaha, продажбата на Yamaha расте во едно големи размери, така да Дуксери, Капи, све тоа, бидејќи како да кажам, фановите го прават тоа. Он има така, па јас сакам да бидам како него, така да мислам дека тоа е начинот да... Кога спомна Валентино Роси, би ве прашала тука кои се вашите фаворити? Твојот фаворит е? Валентино Роси. Знаете ве? Исто. Во тој спорт,
За вас, господине Димов? Исто. Исто, Да не леле. се двојам. Добро. Кои сте вашите идни планови? Какви се трките очекуваат во оваа нова 2018 година? Па за 2018 година јас и мојот тим Ендуро тим водно планираме да настапиме на БМО Европскиот шампионат, Така? Грчкиот шампионат, Српскиот шампионат и ако обезбедиме средства и на во светски размер. Така. Истото е и за... Не, уствари не е истото. Христијан, за тебе? Какви се настапи те очекуваат во оваа нова 2018? Целта значи за следната година е да се појавиме повторно на БМУ Европскиот шампионат, но БМУ Европски шампионат, да им објасниме малку Да, па на тоа е гледачите. Европски шампионат кој што го организира Балканска мотоцикличка унија Така. и таа го организира овој шампионат во согласно со сите федерации, бидејќи тука спаѓаат Грчката федерација, Македонската федерација, Бугарската федерација, Романската федерација и они заедно на ниво на овој Балкан, односно Источна Европа, го организира тој шампионат. Така. Земји учеснички, кои се? Сма- Сите? Па, од прилика може да се Од каже. Македонија сте само вие, значи, така? Да, од Македонија има возачи од Грција, од Турција, од Бугарија, од Романија, од прилика цел Балкан, Србија. Така. И за крај, за председателот, го заборави прашањето да ги спомене накратко кои се вашите спонзори и секако кои се идните планови со вашиот тим. Така, значи 2017 ни помогна многу Мотул Македонија и Попе Компани. Така. Со 2018 се надеваме на доста нови спонзори, во преговори сме со неколку фирми. Одлично. Голем проблем ние тоа што во Македонија немаме шампионат и знаете македонска фирма да се рекламира за негде надвор е малце потешко и таа ни е огромна кочница. Така да еве апели до институциите да 2018 да направат барем еден шампионат и со тоа се надам ќе привлечеме поголем број на спонзори и ќе имаме многу повеќе возачи, зашто Македонија има многу талентирани возачи, така да со мала помош од некој клуб мислам дека може да имаме огромен успех. Така. Мене ме станува да ви се заблагодарам што бевте дел од ова издание на нашата емисија Успешни. Ви посакувам многу успешни настапи во оваа нова која што ни е на прагот 2018 година и ве очекуваме повторно со нови медали, нови пехари, нови мотори и така натаму. Благодарам. Во име на клубот да ви се заблагодарам за поканата, па се надевам до година со уште поголем Ве успех очекуваме повторно со нови награди. Да. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на емисијата Успешни. Ви благодарам за вниманието и останете понатаму со програмата на КАД. Пријатно!